Ова се настаните на денот. Со пречистителна станица во Радожда ќе се заокружи колекторот од струшка страна на езерото. Граѓаните од Охрид и Струга до народниот правобранител најмногу се жалеле од правосудството. Активиран мобилниот тим на Црвен крст за поддршка и помош на стари лица. Под мотото да си подадеме рака, основното училиште Братство и единство го одбележа патронатот. Да живее во Охрид ќе напишев многу повеќе песни, вели хрватскиот поет Валерио Орлич, кој е на книжевна турнеја во регионов. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес сончево и многу топло време со дневни температури високо над повеќегодишниот просек за овој период од годината. Максималната достигна 29 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон петок ведро и топло. Во петок над најголем дел од Европа времето ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, грмотевици и локални појави на невреме. Во западните и југозападните делови од стариот континент претежно сончево и топло. Утре во северните и јужните делови на Балканскиот полуостров сончево со локална облачност, попладне врнежи од дожд, грмотевици и локална појава на невреме. Во останатите делови од Балканот сончево со локална облачност и топло. Максималната дневна температура на полуостровот од 28 до 34 степени. Во Македонија во петок во утринските и предпладневните часови сончево време со локална облачност и топло. Попладне и вечерта развојна нестабилност која ќе донесе нестабилно време со врнежи од дожд и локална појава на невреме. Минималните температури од 10 до 18, максималните дневни од 25 до 33 степени Целзиусови. Во Охрид во петок во утринските и предпладневните часови сончево со локална облачност. Попладне и вечерта нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици. Минималната температура 14, дневната 27. Во сабота и недела, во првата половина од денот, сончево со локална облачност, попладне нестабилно со врнежи од дожд, грмотевици и појава на невреме со поројни дождови. Дневната температура од 24 до 19. Во понеделник сончево со локална облачност и топло со дневна температура до 23 степени Целзиусови. Како да го искористам слободното време за дополнителна заработка? Каде да најдам работник при зголемен обем на работа? Хотам го има решението. Бидете дел од проектот Платформа за вработување и социјални работи. Ако си невработено лице, студент, ученик постар од 15 години или вработен со согласност од работодавачот, пријави се за дополнителна заработка со платени придонеси и евидентиран стаж. Ако поседувате угостителски објект, изберете работник за краткорочен ангажман за кого проектот ги враќа платените средства за придонеси и персонален данок. Регистрирај се веднаш на hotam.mk. Дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Со пречистителна станица во Радожда ќе се заокружи колекторскиот систем од струшка страна на Охридското езеро. Ќе се намали загадувањето на езерото како клучна препорака на УНЕСКО. Владата лани во февруари побара овој проект да биде приоритет, но изградбата се уште не е започната. Со изградба на пречистителна станица ќе се заокружи колекторскиот систем во Струшко Радожда. Ќе се намали загадувањето на Охридското езеро како клучна препорака на УНЕСКО, а водата ќе биде побезбедна за капачите. Наместо продолжување на постоечкиот цевковод на колекторот од елен камен, поради заштита на електрична енергија, ќе се гради пречистителна станица. Нашето размислување е да Радожда се реши со сопствена засебна пречистителна станица, со капацитетите кои што ги има Радожда и водата да пречистена да може директно да се влеват во водите на Охридското езеро. Јавното предпријатие Колектор ќе го снима целосно колекторскиот цевковод со цел да се детектираат дивите преклучоци кои го отежнуваат нормалното функционирање, а во Струшко ги има многу. Во план ни е да го снимиме целосно колекторскиот цевковод и да продолжиме со санацијата која што почнавме, за која што ни беа доделени средства и истата таа како прва фаза од санацијата е успешно и завршена. Владата во февруари лани побара проектот за колекторски систем во Радожда во насока на отстранување на сите ризици по Охридското езеро и Охридскиот регион, да биде приоритетен за 2021-2022 година, но изградбата се уште не е започната. Граѓаните од југозападниот регион за 3 месеци од почетокот на годинава доставиле до правобранителот од подрачната канцеларија во Кичево дури 90 представки. Најмногу проблеми имаат со правосудството и обвинителството. Во канцеларијата на Народниот правобранител формиран е и посебен тим за проблемите на граѓаните со извршителите. Граѓаните бараат помош од правобранителот и во тек на постапките, но најчесто од институцијата омбудсман бараат помош како последна надеж за заштита на нивните права. Граѓаните од југозападниот регион бараат помош од Народниот правобранител во најголем дел поради проблеми со правосудството. Во првиот квартал од годинава, подрачната канцеларија на Народниот правобранител во Кичево примила повеќе од 90 представки од страна на граѓаните. Од нив најголем дел се однесуваат на жалби за работењето на правосудните органи, вели заменик Народниот правобранител во оваа подрачна канцеларија Илбер Руфати. Претежно се жалат од непочитување на рокот на донесување на решени пресуди од страна судот, а обвинителните акти од страна обвинителството. Последната информација е дека граѓаните на Република Македонија му веруваат на правосудството околу 8%, што е за желе. И друг проблем, значи што конкретно Народниот правобранител доставило укажување до владата е и во делот на налозите за извршување од страна на извршителите. Значи, не може да биде каматите и другите побарување поголеми од основниот дел. За проблематиката со извршителите во канцеларијата на Народниот правобранител е формиран посебен тим, открива Руфати. Тој додава дека граѓаните се обраќаат кај правобранители во тек на постапките, но најчесто на институцијата омбудсман гледаат како на последна надеж за заштита на нивните права. Најголемиот дел на представки од граѓаните покрај правосудството и обвинителството се од областа на социјална сигурност и заштита, имотно-правни работи, полициски овластувања, заштита на животна средина, казнено-поправни и воспитно-поправни домови, работни односи, како и кон фондот за пензиско-инвалидско осигурување. Во Охридско-Струшкиот регион до правобранителот често има представки од сферата на урбанизмот. И со бившиот градоначалник, и со сегашниот, па и со председатели на совети на општина сме разговале околу тој дел. Сме биле децини да се почитува, значи, препораките од УНЕСКО. И до некои моменти, значи, сме биле и во контакт со граѓаните, значи, што сакале да градат или добиле дозвола за градба, меѓутоа од наша страна им е објаснето дека
за почитување на препораките на УНЕСКО и за заштита на Охридското езеро, значи треба да се воздржат. Заменик народниот правобранител од подрачната канцеларија Кичево им е достапен на охријани секој последен четврток во месецот во просториите на општина Охрид од 9 часот до 15 часот и 30 минути. Канцеларијата минатата година постапила по 254 предмети и биле решени 186 предмети, додека 68 се останати за оваа тековна година. Во 65 случаи од предметите се констатирани повреди на правото кон граѓаните од страна на институциите во државава. Активен мобилниот тим на Црвениот крст од Охрид за поддршка и помош на старите лица на возраст над 65 години. На територијата на општина Охрид активен е мобилен тим на Црвен крст Охрид за поддршка и помош на стари лица на возраст над 65 години, кои имаат потреба од набавка на основни животни производи, а не се во можност тоа сами да го направат. На барање на нашите постари сограѓани, мобилниот тим на Црвен крст Охрид еднаш неделно ќе врши набавка на прехранбени производи, средства за хигиена, лекови и слично, и ќе ги доставува набавените производи до домовите на граѓаните кои побарале асистенција. Граѓаните со сопствени средства ќе го надоместуваат трошокот за набавените производи, а услугата на тимот за набавка и достава на производите е бесплатна, информираат од Црвен крст Охрид. Услугите на мобилниот тим ќе бидат достапни секоја среда од 10 до 16 часот. Граѓаните на возраст над 65 години на кои им е потребна поддршка од мобилниот тим можат да се јават во Црвен крст Охрид секој работен ден од 9 до 15 часот на еден од телефонските броеви 046 261 909 или 070 315 309 за да ги остават потребните податоци. Мобилниот тим на Црвен крст Охрид за поддршка на стари лица го сочинуваат волонтери на Црвен крст Охрид, а поддршка за активностите на овој тим е обезбедена од општина Охрид во рамките на проектот Заедно, активни и солидарни. Општинското основно училиште Братство единство од Охрид со пригодна свеченост го одбележа патрониот празник. Во училишниот двор беа реализирани низа спортски и забавни содржини, во кои беа вклучени ученици од оделенска и предметна настава. На најуспешните ученици кои покажале врвни резултати во наставата и на надпревари им беа доделени награди. Со свечена приредба и спортски активности и игри во школскиот двор, основното училиште Братство единство го одбележа патрониот празник. Оваа година мотото под кој училиштето славеше е да си подадеме рака. 25 мај за нашето училиште е посебен ден. Овој ден е познат како Ден на младоста, братството и единството, а второто име за младоста се децата. Ние сме тука за нив. Тие го исполнуваат нашето работно секојдневие, растат и создреваат пред нашите очи. Оваа година заедничкото мото под кое славиме е да си подадеме рака. Раката е символ за поврзување, помирување, поздравување. Подадената рака значи почит, соживот, пријателство. Затоа да не заборавиме да си подадеме рака едни на други. Истакна пред присутните на прославата директорот на училиштето Джемал Мехмет. На свеченоста беа доделени пофалници за континуиран одличен успех на учениците од 9-то одделение. Беа доделени награди и на најуспешните на литературниот и ликовниот конкурс, како и на ученици кои постигнале значајни успеси на општински, регионални, државни и меѓународни надпревари. Меѓу наградените ученици се Ахмед Сулейман за постигнато второ место на општински, второ место на регионален и трето место на државен надпревар по математика, Есер Миминовски за трето место на општински надпревар по математика, Мерве Мехмет за трето место на регионален надпревар по физика и математика и трето на меѓународен надпревар по турски јазик и книжевност, Корај Ахмед за второ место на меѓународен надпревар по турски јазик и книжевност, Ајча Муфти за освоено прво место на регионален надпревар по географија и прво место на надпревар по турски јазик и книжевност, Зејнеп Рамадан за освоено второ место на регионален надпревар по географија и Селма Ахмед за освоено второ место на општински надпревар по англиски јазик. Училишниот хор пак е награден за освоено прво место на меѓународен хорски фестивал во Србија.
Покрај учество на надпревари, училиштето е дел и од низа проекти, организира работилници и разни едукативни настани за своите ученици. Во училишниот двор на патронатот беа реализирани низа спортски забавни содржини, во кои беа вклучени ученици од оделенска и предметна настава. Во дворот се играше и шах во новото шаховско катче на отворено реализирано на иницијатива на шаховскиот клуб Ласкер со поддршка на јавни предпријатија и спонзори. На свеченоста беа присутни представници од локалната самоуправа, директори на основни и средни училишта од Охрид, наставници и родители. Утре во Државното средно училиште Ванчо Питошевски ќе се одржи отворен ден. Во периодот од 10 до 15 часот за сите заинтересирани ученици кои го завршуваат основното образование, ќе се одржи отворен ден на кој ќе се презентираат образовните профили од секторот за угостителство и туризам и дуалните паралелки. На отворениот ден ќе присуствуваат представници на социјалните партнери на регионалниот училиштен центар и представници на Министерството за образование и наука. Хрватскиот поет Валерио Орлиќ на книжевна турнеја низ регионов. Неговата посета на Охрид, тој ја искористи да го промовира своето творештво и воедно да ги покани љубителите на пишаниот збор на големиот број меѓународни поетски и книжевно-научни манифестации во Хрватска. Валерио Орлиќ, хрватски поет роден во Риека, основач и почесен председател на Хрватското книжевно друштво, иницијатор на повеќе меѓународни поетски и книжевно-научни манифестации, деновиве во Охрид ја промовира неговата најнова збирка поезии Љубов распослана по морето. Влюбеник во убавината и животот, вистински верник во поезијата и добар познавач на балканската книжевна сцена. Неговите размислувања за поезијата се отсликуваат и во неговите стихови преведени на 20 на јазици во светот. После пауза од 2 години поради пандемијата, време е уметноста повторно да го заземе своето место во светот, ќе каже Орлиќ, а за Охрид вели дека е град кој со својата убавина никого не остава рамнодушен. Јас сам веќе и писал неки пјесме о Охриду, писал. Јас веќе пишував песни за Охрид и за убавините на Македонија и тоа е тоа, кога човек патува, пишува за она што ќе му остави трага во душата, а Охрид ја има таа убавина, да ве допре малку подлабоко, за да можете да создавате покреативно. Јас, кога овде би живеел малку подолго, би бил поплоден писател отколку што сум денес. Веројатно би напишал повеќе песни отколку што досега имам напишано. Орлиќ денеска имаше поетски настап пред љубители на пишаниот збор во Националната установа Градска библиотека Григор Прличе во Охрид. Тој, неговата најнова збирка поезија Љубов распослана по морето ја промовираше неодамна во Скопје, а беше и специјален гостин на чествувањето на 24 мај, денот на сесловенските просветители меѓу етничките македонци во Албанија. После големата турнеја по Македонија и Албанија, Орлиќ ќе биде гостин на 21-те поред јадрански книжевни средби во Црквеница Хрватска од 3 јуни, каде ќе биде представено неговото книжевно создавање. Сама уметност и повезивање кроз уметност и Самата уметност и поврзувањето на народите преку уметноста и книжевноста го збогатува не само индивидуалниот дух, туку и духот на еден народ. Имено тоа се тие некои врски преку кои учиме за културите на другите, да бидеме толерантни кон другите, да ги прифатиме разликите. Мислам дека поезијата е пред политиката, пред се останато. Таа е таа поврзаност, самиот овој регион, па Охрид делува како да е сместен некаде во Далмација или на некој од островите, па така тој дух на морето, во случајов езерото, па дури и оваа архитектура околу нас потсетуваат на убавите краишта на Хрватска, така да Охрид има традиција да го посетуваат и книжевници и гости. Орлиќ е добитник на низа домашни и меѓународни признанија за неговиот придонес во книжевноста во Хрватска, Македонија, Италија, Словенија, Србија, Бугарија, Полска, Украина и во многу други земји. Меѓу другото, добитник е и на меѓународната награда Хомер за придонес во европската и светската книжевност во Брисел во 2018-та. Кај нас на Балканската награда за поезија на 46-тите Караманови средби во Радовиш, како и на Струшкото слово во Струга во 2015 и слово во Битола во 2016 година. Во продолжение да ги проследиме вестите од светот. Најмалку 5 цивили загинаа, 12 се ранети во напад на руски сили на повеќе од 40 градови во Донбас, тврди украинската армија. Окупаторите гранатирале повеќе од 40 градови во регионите Донецк и Луганск
уништиле или оштетиле 47 цивилни згради, меѓу кои 38 куќи и едно училиште. Во гранатирањето загинале 5 цивили, 12 се ранети, објавија на Facebook украинските вооружени сили. Во соопштението се наведува дека се одбиени 10 напади, а уништени се 4 тенкови и 4 дронови. Исто така се тврди дека загинале 62 непријателски војници. Украинското министерство за одбрана соопшти дека руските сили спроведуваат интензивна офанзива врз клучниот град Лиман во областа Донецк. Лиман е важен железнички центар и ако русите успеат да ја преземат контролата таму, блискиот град Славјанск станува поранлив на напади. Словенечкиот парламент го потврди назначувањето на лидерот на Движењето за слобода, менаџерот Роберт Голуб, за премиер, кој парламентарците треба да го изберат следната недела. Во средата за Голуб гласаа 54 пратеници, 30 беа против, 1 глас беше неважечки. Пред гласањето Голуб изјави дека врз основа на големата доборба што му ја дале на изборите на 24 април сака да им даде на словенците надеж за подобра иднина и да им ја врати животната радост. Сенегалскиот председател Меки Сал изјави дека 11 новороденчиња загинале во пожар во регионална болница во Тивауан. Сал изјавил дека се случило на оделот за неонатологија. Градоначалникот на Тивауан нарекол дека полицијата и противпожарната служба се уште работат. Сенегалскиот министер за здравство изјави за приватна сенегалска телевизија дека според прелиминарната истрага пожарот настанал по краток спој. Во пресред на надпреварот помеѓу Рома и Фејнорд во финалето на конференциската лига во Тирана се случија големи нереди. Пред надпреварот се степале полицајци и навивачи на Рома и на Фејнорд, навивачи на Фејнорд и мештани. Повеќе од 60 лица се уапсени, а најмалку 12 полицајци завршиле во болница поради повреди. Двајца полицајци се со тешки повреди. Ова е се во првиот дневник. Повеќе информации на нашиот портал tvma.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!